треба државата мисли да му се помогне како да излезат од ова криза финансиска. А не во собрание одредена група на пратеници без срце, без душа, без да размислуваат, донесоа закон, ги креира извршителите. Тие се криви. Зошто политичките структури во Македонија кои што владеа 35 години не го променија тој закон? Извршители нека се има, но ти не можеш да донеси закон, зборувам сега ако има некој еден стан, една кола, не зборувам некој 50 коли 50 станој, се разбира тогаш и најдобро е тоа да се решава преку судовите, да се врати, значи, и на краја не мора да постојат извршители, но може да постојат во одредени случаи, но кога законот јасно кажува дека човек кој што има еден стан или една куќа, има една кола, има толку пари во банка, не можеш или пензија да ти му ја блокираш сметката, трансакцијска, и да го оставиш на улица, да му одземиш станот, да му одземиш колата. Ти што го правиш него? Бездомник. А друго ако има 2, 3, 5 стана, тогаш ќе каже, слушај, ти борџиш 50.000 евра, треба да ја платиш, продај го едниот стан. Зборуваме. Да. Значи не мешаме тука семејство. Син ми ако си има посебно стан на негово име, јас должам, нема тоа што ти да го оптеретуваш. Ако таткото должиш, син му наводно ќе плаќа, нема врска тоа. Значи ние зборуваме да се најде кривицата во собрание, во властите, во владата, кога го донесува законот и ги креира овие извршители. Луѓето не мислат така, секогаш ние нормално не ги сакаме извршителите од тие причини. Ке ти дојди дома, ќе ти земи фрижидер, постелнина, се ќе ти собери, свано идиотска работа. Стане еден имаш и тој ти го зема. Не, мора да се донеси закон, кажав. Кога имаш надодредена сума на пари или вредност на кола или да речеме еден стан, да не може станот тој да ти го одземат, или ако ти имаш во банка 2000-3000 евра, ти ја одат, одма ти ја блокираат сметката и ти ја празнат. И то ставаат на улица, да не зборувам на пензионерите, постари луѓе кои што не знаат да се снајдат или има болни од нив, замисли му блокираш пензијата. Сметката тој не може да троши ништо. И му ги земаш парите. Значи, пак ќе кажам, единствено можеме овој проблем да го решиме во собрание итно да се донеси закон. Овие работи што спомнав да се офатат во законот. Тие што има 20, 10, 30, 10, 15 станој, тогаш ќе се нека се извршува и нека си го продаде едниот станот тие 10 и 5 и одиме напред. Значи не смееме да блокираме сметки. Закон да се донеси, не смееш да блокираш сметки. Му текнала ајде на фирма и блокирај сметки. Му текнала блокирај на физички лица како јас и ти. И се замисли, одиш дома, земаш плата, ти ја пуштат платата на сметка и гледаш ти е блокирана сметка, не можеш ништо да платиш. И трчаш по луѓе пријатели, пола од нив ќе ги изгубиш дека нема пари да ти поземат. Ова држава е луда. Ево, вие денови па, например, кружи едно видео на социјалните мрежи, поточно на Facebook, може би сте го виделе, како еден таков извршител од една фирма, не заслужува сега да ја споменувам, дома му отишол да го наплати догот, тоа не е законски некој да ти дојде дома да си го наплати догот, како да е фактички со рекет како да се занима, и го удрил, му влегол дома неовластено, само волно му влегол на човекот, имаше видео и го удрил, повика полиција што се случи, не знам.